Секој понеделник ја имаме и редовната рубрика Здрав живот. Денеска на следнава тема. Еден од главните символи на есента се оние вкусни, ароматични, жолто-златни дуњи. Почнуваат да се појавуваат некаде во октомври, а веќе во крајот на декември е многу тешко да се најдат во свежа форма. Дуњите секако се сметаат за овошје на есента, тие се вистинска витаминска бомба. Освен минимални калории и масти, дуњата е богата со протеини, со јаглек-хидрати, но и диетални влакна. Зошто задолжително треба да го искористиме периодот на свежи дуњи и кои се придобивките од нивното конзумирање, темата која што утринава ја отвараме со нашата следна соговорничка во утринската програма, нутриционистката Билјана Ристевска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Дуњата има доста уникатен облик, текстура, вкус и арома. Многу често ја конзумираме како дел од оние компоти, сладка мармалади, а многу поретко во свежа форма. Па се чини ова идеалниот период кога можеме да ја начекаме во свежа форма и од тука се поставува прашањето во која форма е најдобро да се конзумира дуњата? Секако дека е најдобро да се конзумира сирова за да ги искористиме сите нутритивни карактеристики, односно квалитети и бенефити кои што ги содржи. Богатството од витамини и минерали, како што напоменавте вие, се искористува најдобро искористливо кога таа се конзумира во сирова, односно свежа форма. Меѓутоа, за да се исконзумира така, знаете како ние луѓето сме малку специфични, таа има некој трпкав вкус кој што ние народски кажано ја собира во устата, па многу по-ретко луѓето се одлучуваат да конзумираат дуњата во свежа сирова форма и најчесто ја конзумираат при одредена термичка обработка, дали ќе ја испечат дуњата или ќе ја сварат како компот во таков на таков начин најчесто знаеме да исконзумираме, иако е подобро да исечете парче дуња, да го ставите во некој шејк за да не го осетите оној опорит или трпкав вкус кој што се јавува, доколку измешате со други овошки, секако дека нема. Таа е од родот на јаболко и на круша, меѓутоа многу посува, односно не сочна, кога ќе направите споредба со јаболкото и со крушата. Кога веќе говориме за дуњата, дали се користи само плодот од дуњата или корист може да има од незините составни делови, како што се листот, цветот? Па најчесто кај сите овошки зеленчуци не се користи само плодот, се користат и листовите, цветовите, коренот од некои видови на овошје и зеленчук. Кај дуњата секако дека се користи и листот, односно листот се бере кога растението цвета, па практично тогаш го имаме и цветот во форма на искористливост, меѓутоа и семките имаат делотворно дејство, доколку се во умерени количини исконзумирани. Доколку се претера со количината на конзумирање семки, тие знаат да бидат токсични, односно да преминат во некоја форма на цијанид кој што е навистина отровен и токсичен за нашиот организам. Семките морам да напоменам кога се конзумираат да не се грицкаат, односно да не пукне семката. Семката да биде цела, да ја пушти само на слузава течност која што ја има околу. И сега за дуњата важи правилото дека е нискокалорична храна, која што е одличен извор пред се на витамин С, но и на растителни влакна. Дали тоа ја прави една од овошките со најмногу придобивки токму кон нашето здравје? Дуњата е оскудна во поглед на витамини и минерали. Најмногу најголема содржина има на витамин С во истот и тоа е некаде 20% од препорачливиот дневен внес има во 100 грама на дуња. Што тоа значи? Тоа се некои околу 14 до 15 милиграми, значи во грами во 100 грама дуња. Од таа причина не случајно зрее и се конзумира на есен, заради тоа што тогаш се отени настинки, грипови, вирози и С витаминот знаеме дека е препорачлив да се конзумира при вакви состојби и затоа во дуњата го има во најголеми количини. Не дека другите витамини ги нема, има голема застапеност на витамините од Б групата, меѓутоа процентуално е тоа многу ниско за да говориме дека дуњата изобилува со овие витамини и минерали. Од растителни влакна, има голема количина на растителни влакна, кои што се пак добри за добра перисталтика, добар дигестивен баланс во организмот, добро работење на желудникот и практично санација понекогаш и на оние чиреви кои што се јавуваат во желудникот. Ја облажува нивната симптоматологија, односно болките кои што се јавуваат. Практично дуњата се конзумира и при одредени видови на болки во нашиот организам, па она варена течност од истата може да се користи и при изгореници и опекотини на нашиот организам. Претходно во разговорот ги споменавте семките од дуња. Се смета дека тие содржат дури 15% на масла и големи количества на витаминот B17, кој што пак од друга страна има антиканцерогено дејство.
Секако, затоа дуњата во текот на овој есенски период треба да биде искористено со пласирана нашата трпеза од причина што и самото нејзино конзумирање, не само на семките, кои што изобилуваат со масни киселини, корисни масни киселини и етерични масла, значи е пожелно да се конзумира од причина што делува антиинфламаторно. Самата антиинфламација ние не дозволуваме развој на канцерогени клетки во нашето тело. Практично самиот канцер е одреден тип на инфламација на одредена клетка во организмот. Дуњата, од друга страна, представуваат и богат извор на низа антиоксидативни компоненти и се смета дека главната концентрација има токму во оние љушпите, па токму затоа се препорачува да се јадат целите. Кога е најпрепорачливо во текот на денот да се јадат дуњите и колкава количина е, да речеме, оптимална? Така, додека за другите овошки зборуваме дека треба да бидат излупени најчесто за еболкото кој што многу хемиски се третира во последните изминатите години, кај дуњата не станува збор за тоа. Практично таа многу ретко, можеби никогаш хемиски не се третира од причина што многу раѓа во во одреден период од годината, сега есениот период каде што не е нападната од микроорганизми, бубачки, одредени натрапници кои што би го уништиле плодот и цветот, и од таа причина хемиски не се третира. Затоа е многу безбедно да се конзумира со салушпата и практично и корисно е да се конзумира со салушпа. Се препорачува да се конзумира доколку во сирова форма во текот на предпладневниот дел, како некоја ужинка или закуска, може да биде тоа ренда на дуња со цимет, може да биде компот од дуња напред, може да биде додадена во разни смутија. Во попладневниот дел доколку се конзумира, пожелно е да е термички обработена, дали да биде печена дуња или направено некоја каша од дуња или некој додадена во одредени хранливи намирници, односно продукти во текот на попладнето што би се исконзумирале. И сега, меѓу богатите нутритивни вредности кои што ги има дуњата и претходно го споменавте количината на витамин С, кои се здравствените бенефити на дуњите, малку по-конкретно да проговориме во тој поглед? Знаете како се користи, прво како што напоменав, против воспаленија во организмот, против настинки грипови. Понатаму е добра за работата на срцето, односно за регулирање на крвниот притисок, од причина и маснотиите во крвта, од причина што содржи голема количина на пектин, тоа се растителните влакна, кои што го намалуваат оној лош холестерол во организмот и баланс прават на меѓу добриот и лошиот холестерол и триглицеридната компонента. Добри се за срцето од причина што имаат одредена количина на растителни влакна и не дозволуваат да се запушуваат оние крвни садови како што се вените и артериите во нашиот организам. Добри се за бронхиални заболувања, кога имаме проблем со посебно во есенски период со затнатост на носот, практично недобро дишење, односно недобра вентилација на кислородот низ белите дробови, па се јавуваат оние белодробни заболувања, како што е може тука да се случи да имаме астматични напади. Во тој поглед се дава дуњата, меѓутоа освен во сирова може да биде дадена и во варена форма, каде што се прават компоти, односно некогаш и инфузии во поглед на дневен внес во организмот. Понатаму е добра исто за слабење, заради тоа што содржи многу ниска калориска вредност, е добра за намалување на телесната маса. Добра е при алергии, луѓе кои што имаат проблем со алергии, се препорачува да конзумираат дуња. Не се препорачува единствено кај луѓе кои што имаат проблем со панкреасот, односно панкреатитни промени. Тоа во договор односно по препорака од стручното лице кој што работи со пациентот и со диагнозата која што ја има ние нутриционистите, настапуваме така, дали треба се даде или не треба се даде. Безбедно да се конзумира од најрана возраст, уште дечињата од нивното раѓање, односно прво внесување на храна некаде после 7-8 месец од нивниот живот. Што е од друга страна со диабетичарите? Дали кај нив може без никакви проблеми да се конзумира дуњата? Секако. Калориската вредност практично на дуњата, она што ја содржи некој 47 до 50 калории во 100 грама, значи многу мала калориска вредност, истото отпаѓа на јаглехидратната компонента. Значи нема друго што би зголемило таа калориска вредност, освен јаглехидратот, практично кој што дава енергија. Меѓутоа таа јаглехидратна единица не е никаков проблем за диабетичарите. Од причина што тие не би сконзумирале денеска 1 килограм дуњи, секако тоа би било 1 до 2 дуњи во текот на денот да исконзумирани. Меѓутоа морам да напоменам кај диабетичари без додаден засладувач кога ја варите како компот или без додаден засладувач кога ја ставате во шејк. Да, со цел да се
избегнат Секако, непосакувани да не се даде нели ситуации. додатно оној рафиниран бел кристал шеќер. Од друга страна, уште една придобивка од конзумирањето на дуњите е тоа што тие ја подмладуваат кожата. Нешто Секако. навистина интересно, на кој начин? Се користат значи во козметички цели исто така дуњата, односно незината лушпа, незините семки, од причина што содржи антиоксиданси, како што напоменавте вие, не дозволува да се појават бори на лицето, не дозволува да се изгуби на хидратација на кожата и со самото тоа ја подмладуваат од причина што нели ги има оние растителни влакна кои што се најзастапени во дуњата и практично со самите растителни влакна ние правиме пречистување на нашиот организам преку дебелото црево, кое што нели најчесто е ризик фактор кога имаме проблем нели со дигестивниот систем, доколку имаме чисти црево, односно чисто дебело црево, ние имаме нели добар трансфер на хранливи материи во организмот, со самото тоа чистење нели на целиот организам, како внатрешно така и надворешно. Надворешното се гледа преку кожата, внатрешно се гледа нели преку работата на сите органи во организам. А од друга страна се смета и дека дуњата ја намалува болката, но и дека е добра за кашлица, нешто што особено е добродојдено да се знае во овој период, есенски период, кога настинките и вирусите се навистина честа појава. Така, за кашлицата кога станува збор, дуњата се препорачува оној средишниот дел од дуњата, каде што се наоѓа семката, меѓутоа да не биде оголена семката. Практично во средината на дуњата, со самото месо од дуњата, се земаат 3 до 4 такви нели компоненти од 3 до 4 дуњи, се вари во одредена количина на вода, нека е тоа ако се 4 такви средишни делови од дуња за 2 литра вода, ама се вари додека не се преполови таа количина, да се добие практично слузаста густа маса. Таа слузаста густа маса се дава пред нели оброк на дечињата, односно на оние кои што кашла па и на возрасти, меѓутоа во комбинација нели секогаш може да биде тука со додадено нане, со додадена мајчина душичка, со додадени нели природни зачини кои што намалуваат кашлица. Тоа може да биде и диво орегано во комбинација со дуњата, од причина што го леснува искашлувањето, не дозволува таложење на она слузава течност од нашиот организам нели во набелите дробови. Практично секретот кој што се слева односната празнина да не дојде до плуќата, односно до белите дробови, и со самото тоа, бидејќи содржи голема количина на Б витамини, ја намалува нели болката, што би рекле практично секоја болка, дали е тоа главоболка, мигренозна болка или болка нели при удар, односно нели болка механички добиена на нашиот организам. До сега споменавме бројни здравствени бенефити од конзумирањето на дуњите. Има ли нешто што испуштивме во меѓувреме, а кое што треба да го знаат гледачите? Нешто што сме испуштиле е тоа што некако немаме традиција веќе да ја конзумираме дуњата, само ќе поминеме покрај пазар, нели ќе погледнеме ретко кој би купил нели дуња, освен ако не е за подготовка на сладко, на мармалади, ние така знаеме со додаток на шеќер да ја конзумираме, веројатно ни е и повкусна. Иако во минатото нели дуњата значеше препознатливост на одредено семејство, дуњата на баба, нели многу често знаеме да кажеме, стоја на креденците, на витрините, во плакарите и дава еден убав и опоен мирис нели на есента. Затоа препорака моја е да не се избегнуваат дуњите како и мушмулите кои што сега ќе дојдат, значи се навистина хранливи и исто подзаборавени како што е нели и дуњата. Говорам нели на дневна основа внес, не исто како да внесувате јаболко, сите секојдневно да имаме дома јаболка, грози и не знам што, меѓутоа дуња многу ретко можете да сретнете. Па посебно ја нема нели во менијата, не гледам ни во градинките каде децата, дуња не сум прочитала дека. Да, тие навики треба да ги создаваме уште од најрана возраст. Треба да ги вратиме, ние сме ги имале, меѓутоа треба да ги вратиме во да се вратиме кон она што го подзаборавивме. Сосема накусо на крајот на разговорот, освен свежи во контекст на она што го говоревме, кои се оние останати предлоги идеи за конзумирање на дуњите во овој период од годината и со која храна најдобро се комбинираат дуњите? Севака кога правиме од гастрономски аспект, со која храна се конзумираат многу добро и со месо, нели како прилог, дали е тоа рендана свежа дуња, дали е нели коцка варена дуња па додадена на одреден тип на месо, причина што нели ги преработуваат оние маснотии кои што ги содржи месото, па не дозволуваат во таа количина да бидат внесени во организамот. Најчесто нели кај нас се конзумира во печена форма, дуњата нели испечена, додадено цимет и оревчиња на неа, понатаму како компот од дуња, пире од дуња,
кога ќе се свари нели дуњата, па се прави пире за малите дечиња, па и за повозрастните. Понатаму се прават сладко од дуња, мармалади од дуња, ликери од дуња, ракија од дуња, значи има разни нели начини на кои што таа се подготвува и може да биде исконзумирана. Кај нас овде не е познато, меѓутоа во Србија таа дуњовача ракија навистина има секојдневие. Ние овде знаеме нели повеќе ракија од слива или од грозје. Во светот нели навистина се употребува на многу разни начини и морам да напоменам на здрави начини на конзумирање. Не на пример вие ако правите сладко од дуња, па тоа да биде не знам со огромна количина на додаден шеќер во истото и да мислите дека нели го имате истиот здравствен бенефит. Да, и додека се подготвував за денешниот разговор, прочитав дека некаде прават дури и сирење. Секако. Од дуња, што е навистина интересно. Да, го подготвуваат, меѓутоа нели технологијата на подготовка на сирење од дуња, сега не е тоа нели не е тофу сирењето кој што е од соја, велиме дека е сирење, меѓутоа тоа не е класика сирење од животинско потекло, баш е нели ова од растително. Технологијата и технолошкиот процес кој што се употребуваат таму се навистина на високо ниво. Ние овде сме многу далеку од производство на нешто такво. Јас како што напоменав, ние сме исфрлиле веќе од дневниот внес, односно дневна конзумација, а не да говориме нели за подготовка на сирење или тоа се нели намирници кои што ги користат вегетаријанците и веганите и кои што се навистина здрави, доколку нели нема додадено одредени адитивни компоненти во истите, а во светот каде што ги произведуваат баш се грижат за тоа да нели немаме додадено компоненти кои што се нездрави би направиле нели ризик по нашето здравје во целиот организам. На крајот на разговорот може да констатираме сезоната на свежи дуња и официјално е отворена, имајќи ги предвид сите овие позитивни ефекти за кои што говоревме претходно во овој разговор. Секако може да се увериме дека дуњите се и повеќе добро доедени на нашата трпеза токму во овој период од годината. Така, и нивното траење, односно рокот на употреба е навистина долг од причина што е издржлива дуњата. Например, сега ако ја набереме некаде октомври, слободно може да имаме до јануари, февруари, доколку чуваме да се во соодветни услови во домот. Значи нема да скапе, нема да биде нели нерасположлива за употреба. Доколку нели самиот набран плод не е оштетен. И нека биде ова причина повеќе зашто дуњата да биде дел од нашето секојдневно мени. Секако. Благодарам Билјана за одвоеното време и гостувањето. Ние ќе се видиме повторно со нова тема од интерес за нашите гледачи. Благодарам вам.